Министерот за внатрешни работи најави радикални измени во Законот за безбедност на сообраќајот, кои ќе стапат на сила во 2026 година. Новите мерки предвидуваат забрана за користење мобилни телефони и други електронски уреди не само за возачите, туку и за пешаците и велосипедистите. Според предложените измени, казни ќе се изрекуваат за сите учесници во сообраќајот што ќе користат телефон додека се движат, без разлика дали возат велосипед, мопед, мотор, скутер, трактор или се пешаци што зборуваат или гледаат во телефон при преминување улица или одење по велосипедски патеки. Мерките се дел од проектот Безбеден град, со кој се настојува да се намали бројот на сообраќајни прекршоци и несреќи во урбаните средини. Со ова, Македонија станува една од ретките европски земји што воведува строги правила и за пешаците. Амбасадата на САД во Македонија информираше дека амбасадорката Ангела Агелер го посетила градилиштето на автопатската отсечка Тетово, Гостивар, која е дел од коридорот 8. Целта на посетата била детално да се запознае со текот на работите што ги изведува компанијата Бехтеленка на коридорите 8 и 10. Во официјалното соопштение се истакнува дека овие инфраструктурни проекти се од суштинско значење не само за граѓаните на Северна Македонија, туку и за поширокиот регионален развој. Особено се нагласува нивната важност како дел од стратешките сообраќајни мрежи на НАТО, кои ќе ја зацврстат економската и безбедносна поврзаност во регионот. Членките на Советот за безбедност на Обединетите нации, со исклучок на САД, на заедничка пресконференција упатија повик за итен прекин на огнот во Газа, изразувајќи длабока загриженост за, како што истакнаа, криза предизвикана од човекот. Представниците од Словенија, Кина, Русија, Велика Британија и други земји побараа Израел да овозможи хуманитарен пристап, да се откаже од окупација на Газа и да ги ослободи сите заложници. Глобалниот монитор за глад интегрираната класификација на фазите за безбедност на храната официјално потврди дека во Газа владее глад, со над 514.000 луѓе, четвртина од населението, што се во критична состојба. Обединетите нации предупредија дека бројката може да надмине 641.000 до крајот на септември. Организациите УНИЦЕФ, Светската програма за храна, Светската здравствена организација и Организацијата за храна и земјоделство заеднички апелираа за прекин на огнот и итен хуманитарен коридор за спасување животи. Иако Израел го отфрли извештајот на интегрираната класификација на фазите за безбедност на храната како пристрасен, останува фактот дека 14 од 15 земјичленки на Советот за безбедност го поддржаа и го нарекоа аларм за дејствување. САД се единствената земја што не се приклучи на повикот, со што се изолира по ова чувствително прашање. Експертот за старење Жоао Педро де Магалјаес тврди дека човечкиот животен век може да се продолжи до неверојатни 20.000 години, ако успееме да го елиминираме старењето на клеточно ниво. Во интервју за Scientific American, тој објаснува дека клучот не е во лек за една болест, туку во целосно репрограмирање на биолошкиот софтвер што предизвикува старење. Професорот по молекуларна биогеронтологија од Универзитетот во Бирмингем истакнува дека неговата визија вклучува создавање нови технологии за поправка на ДНК, елиминирање на рак и дизајнирање клетки што не стареат. Истражувањата ги базира врз животни како гренландскиот кит и голиот стаорец, видови со неверојатна отпорност и долговечност. Иако ваквите интервенции засега се теоретски, Магалјаес верува дека иднината носи радикални биолошки решенија кои можат не само да го забават, туку и целосно да го вратат процесот на старење. Според неговите пресметки, ако старењето се излечи, просечниот човечки живот би можел да надмине 1000 години, а максималниот 20.000. Младиот македонски пливачки маратонец Марко Пејчиновски го постигна својот 10-ти и наемотивен подвиг, откако успешно ја заврши рутата Охрид, Струга, Свети Наум, Охрид, долга 64 километри. Тој пливаше точно 21 час и 42 минути, пристигнувајќи до целта предпладнево, токму на празникот Успение на Пресвета Богородица. Со ова препливување, Марко го исполни ветувањето дадено на почетокот на летото, да исплива 10 маратони со вкупна должина од 250 километри. Подвигот е уште повреден ако се земе предвид дека Марко плива речиси исклучиво со рацете поради ретка болест. Се чувствувам супер, но уморно, изјави Марко по пристигнувањето. За најголеми предизвици посочи повеќе фактори, но најсилната мотивација му била да ја поправи грешката од 2019 година, кога не успеа да ја заврши истата рута.